да склучите колективен договор во избори и при тоа да знаете дека немате средства да го исплатите, ама за тоа да не ви е гајле, затоа што сте свесни дека ќе ги изгубите изборите. Ај само што ние ништо не променевме од тој ваш колективен договор, туку во целост беше исплатен, иако при тоа имало надземени обврски кои што не биле сервисирани. Затоа вие се исплашивте едно, друго, трето. Не сакам да коментирам, зашто под еднакво како што бевте квалитетна како министерка, бевте ги сте квалитетна како пратеник, па така да можеме да зборуваме и за тоа што вие имате направено како пратеник за средината од која што доаѓате или за луѓето кои што сте вие ги воделе. Така да немојте многу да се жештите во таа насока. Јас тоа отворено го кажувам. Дали сакате да зборуваме за општината од која што вие доаѓате, а сте пратеник, за која што имате една огромна нула издействувана од аспект на опозицијски пратеник, или Министерството за одбрана, ние сме тука. Тоа што вие мислите дека на некого ќе му докажете дека сте подобри од некого или дека тоа што го изгубивте пред очите на македонска јавност, особено пред вработените во Министерството за одбрана и армијата, апсолутно не е мој проблем. Јас себе уште еднаш го заокружувам процесот за кој што ви кажав. Да, ќе има нов колективен договор, да, ќе има повисоки плати и во цивилниот дел и во армијата. За тоа што вие го направивте за тие 2 години или колку бевте министер, граѓаните не само што ви го испорачаа резултатот на избори, но мислам дека поталентирани сте од однос на тоа да ја буткате партијата надале, отколку да добивате плюсот што излегувате на оваа говорница. Така да нема да подлегнувам понатака на овие провокации. И само сум тука и другите амандмани да ви укажувам колку неспособно исто и неквалитетно го водевте Министерството за одбрана. Ако сакате вие да видите сега како изгледа квалитетно водење на Министерство за одбрана или во армијата, отидете и направете една анкета помеѓу вашите вработени кои што вие ги донесовте, па тие ќе ви кажат дали сега се чувствуваат поквалитетно и поцелоисходно или кога вие го водевте Министерството. Благодарам.